Денес се наоѓаме пред црквата Свети Наум Охридски во Радишани. Овој православен христијански храм меѓу народот уште е познат и како манастир. Тоа не случајно е така, затоа што среќаваме сведоштва дека во овој храм во своето постоење живееле и работеле неколку монаси. Така, во еден период овде живее монахињата Наталија, веќе понезе монахињата Деспина, чишто гроб се наоѓа исто така во дворот на црквата, а како последен монах кој што живеел и богослужил во овој манастир е монахот Андреј Бајшански од Русија, кој што е погребан исто така во дворот на црквата во 1982 година. Во ова 2018 лето Господово во манастирската црква Свети Наум служат двајца свештеници и еден ѓакон. За активен литургиски и светитаински живот на секој православен христијанин неопходна му е молитвата. Затоа денес ќе се обидеме со неколку зборови да кажеме што е тоа молитвата, колку често би требало да ја практикува секој православен христијанин и која е незината суштина. Зборуваме за молитвата. Отец Кирил, што не учи православното христијанство за молитвата? За молитвата самиот Господ Исус Христос ни кажува дека што и да побараме од Него, преку молитва ќе ни биде дадено. И светиот апостол Павле не советува да се молиме постојано. За молитвата со најсмел израз ние можеме да кажеме дека тоа е разговор со Бога. Но не само тоа. По зборовите на светиот Јован Златоуст, молитвата заедно со постот, тоа се две крилја кои што го издигнуваат човекот од земјата во прегратките на Бога. Молитвата од Новиот Завет и од животот на Господ Исус Христос гледаме дека е практикувана од самиот Него. Тој дури на своите ученици апостоли им кажувал како правилно да се молат, односно ги советувал нивните молитви да не бидат како молитвите на фарисеите, долги и да бидат со цел за да бидат видени од другите луѓе. Но Господ Исус Христос секој пат ги советувал апостолите кога да застанат на молитва, да влезат во својата тајна одаја, односно во просториите на своето срце и без да бидат видени од никого, таму искрено да му се помолат на Бога. Кажувајќи им ги овие зборови на своите ученици апостоли, тие зборови ги примаме и ние, православните христијани, и би требало на тој начин да ја практикуваме молитвата. Односно, нашата молитва да биде чиста, со вера, искрена и со благодарност кон Бога. Затоа што навистина не може човек да каже дека верува во Бога, а да не се моли. Затоа што молитвата, тоа е духовната храна која што му е дадена на човекот за заедница со Бога. Кога човек во себе, тајно или на глас кажува молитва, тој всушност го прима Бога во себе и му се дава самиот себе на Бога. Затоа молитвата за нас православните христијани е од толку големо и важно значење. На практично и непосредно ниво, како православното христијанство не учи да се молиме? Значи, како што кажавме претходно, нашата молитва не треба да биде долга и со многу зборови. Таква, ете гледаме дека од примерот на Евангелието била молитвата на фарисејот, кој што кога влегол во храмот, наместо да бара од Бога прошка за своите слабости, за своите гревови, тој стоел на највисокото место и најнапред за да биде виден од луѓето и од Бога, кажувајќи се какви добри ни направил, додека молитвата на митарот, односно на тој кој што себе се сметал за грешен, стоел
некаде во крајот на храмот и наместо да гледа гордо со очите кон Бога, тој скрушено му се молел на Бога: Боже, биди милостив кон мене грешниот. Според тоа, таква треба да биде и нашата молитва. Искрена, чиста и со мирна совест. За молитвата самиот Господ Исус Христос не поучува дека кога се молиме, најдобро да кажуваме молитвата Оче наш, кој што самиот Тој ни ја дал како пример на сите молитви. И секој вистински православен христијанин не треба да дозволи да помине ниту еден негов ден без да ја каже оваа молитва која што ни ја оставил самиот Господ Исус Христос и која што е најсилна од сите молитви. Тоа е Господовата молитва или молитвата Оче наш. А разликува ли православното христијанство различни видови на молитви? Па, освен тоа што во православното христијанство се разликува тајната или личната молитва на човекот кон Бога, се правиме разлики меѓу соборната молитва или молитвата на целата црква заедно кон Бога. Таквата молитва соборната, значи се практикува во богослуженијата, во храмовите за време на празниците и неделите, додека единечната или тајната молитва на човекот си ја практикуваме ние сите во секое време и на секое место. Значи, вистинската молитва се разликува во тоа што човекот, значи, било на кое место и да се наоѓа, било во кое време, него не може ништо да го оддели од Бога. Значи, дури и сите книги да не ги соберат, и јазикот, како што велел светиот Јован Златоуст, да ни го одсечат, човекот сепак може со мислите да му принесува молитва на Бога. Но има и еден друг вид на молитва, ако може да се каже, а тоа е кога молитвата од духовна храна и духовна сила на секој човек може да биде и нечиста, односно кога човекот се обидува да се моли, но неговите зборови, неговиот разговор со Бога не наликува на молитва. А тоа е, ако можеме посликовито да објасниме, е како што е молитвата на фарисеот, односно кога ние наместо да му благодариме на Бога, наместо да бараме помош од Бога, наместо да му искажуваме љубов на Бога, ние преку молитвата му бараме на Бога недолични желби, кои што се побудени од некои наши страсти, кога наместо да му благодариме на Бога, ние се осмелуваме дури да го прекоруваме Бога, и тогаш молитвата станува нечиста, односно таквите молитви не можат да бидат услишани и не можат да бидат исполнети од самиот Бог. Значи, вистинската молитва е само молитвата на благодарењето, и таа молитва е најсилна. Оти, како што не поучува и Господ Исус Христос, значи нашата молитва треба да биде тајно и со благодарност, а нашиот Бог, кој што гледа тајно, ќе не награди јавно. Според тоа, ние не треба да пристапуваме кон молитвата за да бидеме видени од другите луѓе, дека ете ние се молиме, дека ете ние многу сме побожни, дека многу го сакаме Бога, но секој пат треба да му се молиме на Бога од љубов, од смирение, од скрушеност. И само од таквата молитва ќе ги добиеме вистинските плодови, односно ќе ја добиваме радоста на црквата, која што е самиот Господ. Зборувањето за молитвата е неисцрпно. Можеме ли да се подсетиме на некое од житијата на светителите што ни зборува за чудотворната моќ на молитвата? Да, навистина, доколку би се обиделе наеднаш да опфатиме се за молитвата, тоа би било невозможно. Затоа што молитвата, тоа е таква добродетел за која што човек може постојано да зборува и да се восхитува. Но ние, читајќи ги житијата на светителите, гледаме дека нивните житија се исполнети со чудотворна сила која што ја добивале единствено преку молитвата. Ете, се наоѓаме во
преградките овде на Свети Наум Охридски во црквата посветена во слава на Бога, нели во чест на Светиот Наум, и читајќи го неговото житие, можеме да се подсетиме на чудата кои што овој свидетел ги правел со помош на или со силата на молитвата. Такво е чудото со скротувањето на дивиот звер, односно мечката која што го изела волот на сиромавиот кој што ја орал својата нива и кој после тој настан многу се натажил, и Свети Наум, бивајќи сведок на тој настан, се помолил и преку молитвата ја скротил мечката, и таа самата отишла кај орачот, нели, и му помогнала за да ја довршат работата која што ја почнал. Ние знаеме дека преку молитвата Светиот Наум Охридски исто така ја излекувал и царевата ќерка, и преку молитвата тој им помагал на многумина кои што барале помош од Бога и кои што го молеле преку него Бог да им помогне во нивните немоги. Но силата на молитвата е забележена уште и во Новиот Завет, кога апостолите после воскресението на Господ Исус Христос со молитва воскреснувале или воскреснувале мртви и оздравувале болни. Така да секој човек кој што навистина искрено и со вера ќе се помоли пред Бога по зборовите на Господ Исус Христос, можеме преку молитва дури и планини да поместуваме. Но тоа не значи за нас многу, иако ние тоа можеме да го направиме, односно иако можеме да преместуваме и планини, како што се вели со молитвата, за нас доволно е само заедницата, односно единството со Богочовекот Господ Исус Христос, нели, со неговата пречиста мајка Богородица, и заедно со сите светители непрестано да го славиме него во вечното царство. И за крај, што вели христијанското учење за целта на молитвата? Која е суштината на молитвата? Молитвата, како што кажавме и претходно, не е цел самата по себе. Значи, човекот може да се усовршува до бесконечност, до бескрајност во молитвата, но тоа не е доволно. И со тоа не е направено се. Вистинската суштина и вистинската цел на молитвата е заедницата со Бога. А заедницата со Бога ние вистински и крајно ја имаме само на светата божествена литургија, и тоа со причестувањето со светите тајни, односно со светото тело и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Значи, како што знаеме дека кога зборуваме за верата, ние на некој начин зборуваме и за делата, односно верата без дела е мртва вера, но кога зборуваме и за добрите дела, ние всушност зборуваме и за верата. И како што многу работи во животот на човекот се поврзани една со друга, така и кога зборуваме за молитвата, ние тогаш зборуваме и за светата тајна причест, односно за соединувањето на човекот со Бога преку светата тајна Евхаристија или преку светата тајна причест. А со тоа сме веќе навлегуваме и во богослуженијата од Светата православна црква. Значи, човекот кој што ја практикува молитвата, значи тој несомнено ги посетува и учествува во богослуженијата во храмовите од Светата православна црква, и учествувајќи во молитвата во богослужението, тој секако дека учествува и во Евхаристијата, односно со примањето на светата тајна причест во тело и крв Христови. Значи, суштината на молитвата е разговорот со Бога, врската со Бога и пречестувањето со Бога.